загрижува фактот, загрижува бројката, да речам, за тоа колку Македонија има регистрирано пушачи, особено за тоа што се повеќе и поголема е појавата и на деца пушачи кои што започнуваат со пушење на цигари уште од своите 13-14 години. Во Битола работи Центарот за одвикнување од пушење во склоп на Центарот за јавно здравје. Да, добар ден за вас и за гледачите на вашата телевизија. Точно тоа што го кажавте, голем е бројот и на мали деца кои веќе многу рано почнуваат со пушењето. Целта на нашето советувалиште е да ги повикуваме сите оние кои сакаат, кои имаат желба, кои мислат дека може да се одвикнат од пушењето. При тоа посебно обрнуваме внимание на учениците во средните училишта, каде ги посетуваме, држиме едукативни предавања, здравствено-воспитни предавања и им кажуваме, имаме мапа, ја презентираме каде се наоѓа центарот и кога може да го посетат. Во почетокот, пред 4-5 години, имавме фиксни дати, вторник и четврток, ама децата имаат обврски задачи и сега го преадаптиравме, значи на нивно барање, на повик. Се договараме со психологот, односно педагогот од училиштата и тие ни се јавуваат кога децата се спремни да дојдат, дали ќе дојдат групно, сакаат да дојдат, например, 3-4 деца, сакаат да дојдат поединечно, значи имаме термини кога тие ќе ги закажат и мислам дека советувалиштето многу успешно до денесете работи и сите тие што го посетили, мислам дека се задоволни од советувалиштето. Рековте дека еве со децата работите и кога ги посетувате училиштата, но кога е во прашање овде советувалиштето, центарот, кои се најчестите посетители? Дали тоа се токму децата или постарите луѓе? Поради тоа што ние истакнавме постојањето на нашето советувалиште преку медиумите и имавме изработени некои флаери, така да мислам дека целокупната популација е запознаена со ова советувалиште. Ако не, ете, ова е момент јас да кажам дека во секое време работи советувалиштето. И посетителите покрај што се ученици, тоа се и други луѓе, мислам и повозрасни, кои ете имале проблеми и сакат на некој начин да пробат да се откажат од пушењето. Ние обрнуваме внимание, односно работиме со таа група на лица кои што се од први и втор степен на зависност, заради тоа што веќе кога се во третиот, односно четвртиот степен на зависност, тоа се веќе болни со бубрежни, односно со белодробни плукни заболувања, болни со кардиоваскуларни заболувања и тие веќе кога се во таа фаза, кога доаѓаат кај нас, ние ги препорачуваме на докторите, на клиничките доктори, значи на пневмофтизиологија, на интерна медицина. Значи, конкретно работиме со пациенти, со луѓе кои се во прва и втора фаза, први и втор степен на зависност никотинска и мислам дека и тие се вложуваат, а и ние доволно максимално се вложуваме. Имат ли пушачите желба да се одвикнат од пушењето? Ова е една зависност со која тешко се справуваат. Па видете, тие што доаѓаат со желба. Сега ние од искуство одма ќе процениме дали тој доаѓа тука решен да се одвикне од пушењето или мисли дека треба да се одвикне од пушењето, значи даваме совет, ги консултираме, ги испитуваме, ги испрашуваме, ќе водиме разговор и према тој разговор ние констатираме дали тој човек ќе почне да се одвикнува од пушењето скоро или вели јас мислам дека треба да се откажам од пушењето, ама сега не, ама за едно 5-6 месеци, значи тој дошол дали да слушни поиќе за цигарите, за штетното дејство на цигарите, дали да слушни нешто поиќе за болестите кои ги предизвикуваат или едноставно сака да си дај желба да се одвикне од пушењето. И тогаш ние во тој момент му велиме добро сега да направиме да видиме до кој степен си ти дојден. И тогаш тие сакаат правиме ние тест за никотинска зависност и кога ќе го направи, тој е краток тест со 8-9 прашања и кога ќе го направи тестот ќе му кажеме ти си прв, втор, трет степен на зависност и состојбата ти е таква и таква и таква. И тоа што е малку ќе се замисли. Тие што се решени да се одвикнат од пушењето, верувајте, многу интензивно работат. Ете имаме сега моментално, јас лично имам околу 10 пациенти кои редовно се слушаме и
мислам дека тие што сигурно сакаат да се одвикнуваат имаат сериозност во намерата. Ај малку повеќе да зборуваме за процесот на одвикнување, за сите оние програми, совети, терапии кои што се во еден процес, додека вие и пациентот, значи, работите на тоа да ги откаже цигарите. Така, почнуваме со тестот, го пополнуваат тестот и кажуваме степенот на зависност, никотинска зависност. Потоа им кажуваме дека ние ќе отвориме дневник, историја за нив и ќе ги следиме подолго време. Во колку се спремни тие да отпочнат, треба точно да кажат кога. Почнувам од утре или почнувам за една недела, значи точно да се одреди и ги мотивираме. Му кажуваме кои се бенефитите ако се откажат, кои се бенефитите ако штетни дејства ако не се откажат. Значи ние ги упатуваме да си водат дневник, да си размислат зошто би се откажале од пушењето, да си водат, да направат дома ги враќаме, да напишат зошто би се откажале од пушењето, а зошто не би се откажале. Потоа со исто тоа разговараме да ги елиминираме тие зошто да не се откажат од пушењето, него да останат точките зошто да го прифатат одвикнувањето од пушењето, си откриваат самите некои хоби, си откриваат некои неостварени желби, значи сепак нешто што ги навело да почнат да пушат. Самите ретроградно си се анализираат и доаѓаат со наша дискусија до заклучување тогаш почнав кога тоа ми се случи. И има периоди кога во еден момент, значи то подолго трај, пациентите веќе се осознаваат и почнуваат да кажуваат намалив 5 цигари, намалив 3 цигари, вчера докторке јас садев таму цвеќињата во тајта саксија, ми се скрши саксијата, па ојдов да купам, па нема. Вервај, 5 сати јас цигара не запалив. Значи има сега веќе лични искуства, има ефекти. Сега за подобро да се одвикнуваат, ние му велиме да прекинат одма. Али тоа е многу тешко. Неколку само така пробај, поради тоа што кога се со висок степен на зависност се јава абстиненција, она почнува нервоза, потење, ноќно неспиење. Се уват некои работи кои што се тешки, но али сепак има замена. Значи има некои лекарства кои што може да представуваат замена за никотинот, поради тоа што никотинот не се расобира само преку пушењето, него преку кожата, слузокожата и постојат еден како замена е бупропионот, тој се дава како замена за никотинот. Цитизинот и зибан то се имињата кои што се наоѓаат во промет. Едните се полски, едните се германски, значи тие се препарати кои представуваат замена за да полесно се одвикнат од никотинот, заради тоа што ствара голема зависност како што ствараат овие другите наркотици кои ги земат луѓето. Рековте дека во процесот на одвикнување многу е важно да се открие и причината зашто почнале да пушат. Која е причината која што еве најчесто ја користат младите, односно е причина за да почнат да пушат цигари? Па најчесто е дружењето. Најчесто е да останат во група, да останат со пријатели кои што исто така се пушачи, потоа имат некои неостварени желби, имат некои конфликти со родители, некои конфликти со девојка, со дечко, потоа некои проблеми во училиштето. Значи тоа се сепак некои проблеми и мисля дека тие проблеми ќе ги решат ако почнат со пушење, затоа што знаете никотинот делува централно на централен нервен систем, тоа е на никотинските, односно никотински ацетилхолински рецептори, каде што тоа е до ослободување на допамин. Допаминот и серотонинот даваат добро расположение, делуваат смирувачки, остануваат тие во будна состојба, мислам дека ќе му се подобри концентрацијата, што не е, мислам, точно, пошто има стимулатива на симпатичен нервен систем, значи на циркулацијата, на работата на срцето, но не е така. Во понатамошна фаза тие ќе сватат дека не е тоа, затоа што имат после несакани дејства поради дејството, знаете, на другите состојки на цигарите, така да еве ќе се задржиме на штетното дејство кој што го има во организмот токму никотинот, малку повеќе и за тоа. Па како што реков, никотинот предизвикува такво дејство да ги ослободува тие медиатори во централен нервен систем, допаминот, норадреналинот и серотонинот, и сега
имам двофазно се оди. Прва фаза има возбудување, значи, а во втора фаза има онасмирување, расположение. Најчесто во утринската првата цигара дава возбудување, заради тоа што цела ноќ тој абстинирал, немал никотин и првата цигара така ги возбудува, стега крвни садови, појачено работа на срцето, се избиструва вели умот, што не е мислам скроз точно. И понатаму во текот на денот, со исхраната, со обувањето на активностите, то дејство се намалува и делува веќе седативно, значи после јадење, после ручек, една цигара смирува, поради тоа што делува исто така убаво расположение дава. Но тоа не е точно, заради тоа што цигарите имаат многу штетно дејство врз здравјето на луѓето. Покрај никотинот, знаете, се ствараат и овие катранот кој се таложи во дишните патишта и една година ако пуши по една цигара секој ден, околу еден финџел катран се натоложува, замислете, во плуќата, а тој катран ги оштетува епителните клетки и доаѓа до низ на заболувања, малигни заболувања и најчесто пушачите, овие што се умирањата кои настануваат на белодробните, на респираторниот систем, најчесто се поради пушење на цигари. Кажете ми, кога смеме века кај штетното дејство на цигарите, на никотинот, често пати велиме дека и непушачите кои што се во близина на пушачи, односно пушењето влијае штетно и на нив. Да. Зошто? Значи, заради тоа што целиот чадот, нели, тие дел вдишуваат, а дел од цигарата гори во надвршна средина и дел издишуваат. И сите што се во околината, значи вдишуваат не сакајки, исто така од тој, значи пасивно, тоа го викаме пасивно пушење. Штетното дејство во последно време се укажува на тоа дека извор на слободни радикали се пушењето, чадот од цигарите, односно тоа се кислородни азотни атоми кои што се јако реактивни и кои кога ќе стапат во реакција со клетките на организмот доведуваат до голем број на оштетувања, како на протеините на клетките, како на мембраните на клетките, пропустливоста се променува, ДНК, генетски мутации настануваат, значи настануваат едни промени кои водат до голем број на заболувања и на крајот доведуваат до смрт на... Што значи тоа за децата чии родители се пушачи и пушат во нивно присуство дома? Страшно. Постои сега механизам да се види колку е пасивното пушење, значи одредување на одредени распадни, разградни продукти на никотинот и се одредуваат во плазмата, во крвта, да се види колку е пасивното пушење, да речеме кај дечината, заради тоа што се децата многу осетливи, кај нив метаболните процеси се многу побрзи, одбрамениот систем е многу во фаза на развој, кога се развива и кога може да се делува штетно и на одбрамбениот систем, да се делува штетно и на самиот организам и на развојот на детето како личност. Децата имат и мал раст, често се болни, неотпорни на инфекција, а за тоа родителите не знам дали се воопшто и свесни тие што се пушачите. Бремените жени и пушењето е тема која што исто така е секогаш актуелна и многу е актуелно. Кое е вашето мислење? Треба ли жената додека е бремена да пуши, затоа што има и голем дел од бремените жени кои што и за текот на бременоста не го оставаат пушењето, не се откажуваат од тоа? Па знаете, како тоа влијае пушењето на плодот кој што го носи на детето во себе? Па пушењето, знаете, штетно делува тек на родено дете, на дете кое се формира во фаза на органогенеза, има многу штетно дејство, значи голем број на промени, мутации, рековме на имуниот систем, на градбените елементи и тоа е толку опасно што мајките самите не се свесни. Јас би препорачала, имав јас една пациентка која беше бремена и која дојде, за жал, ми рече, па јас докторка ова не го знаев. Значи, тука некаде и ние здравствените работници може да треба повеќе да зборуваме, повеќе да кажуваме за штетните дејства, затоа што наша цел е да ги едуцираме, да му кажеме на граѓаните, а потоа нивна одлука е, изборот е нивни. Превентивно да делуваме, да. Да делуваме, зашто многу е по безболно да рече, да, јас тоа го знаев, ама ете, си пушам. Тоа не е моја грешка, тоа е него, али кој ќе рече, ама јас тоа не го знаев, значи
грешката и вината ја барам, треба да ја бараме баш во нас здравствените работници. Има ли доволно часови во средните училишта? Се издвојува ли доволно од програмата токму за едни вакви совети кои што вие како лекари можете да им ги пренесете на децата? За да ги спречиме да... Па ние работиме годишна програма за здравствено воспитание и секогаш во таа годишна програма имаме тема пушењето и таа тема имаме предавања, значи цела палета на список на предавања кои треба да ги обавиме и ги обавуваме. Имаме и референт за здравствено воспитување, имаме сите ние психолозите, педагозите соработуваат со нас од училиштата, значи заедно во еден како тим работиме за да ги едуцираме децата за штетното дејство на тутунот, односно на пушењето. Имаме ли бројка, знаеме ли колку пушачи брои Македонија, како една мала земја? Па тоа светска здравствена ги имаше изложено, сега моментално тие бројки јас не можам да ви ги кажам. Кој се, еве, од која година обично кај нас, кој е најмладиот пушач кој што е регистриран во Македонија или немаме ни таков податок? Имам податок за осоветувалиштето. Кој е кај нас? Најмладиот имаше 14 години. Дојде со родител и кога ќе ги носат родителите, ништо не постигнуваме. Значи родителот е тој што е загрижен, што е заинтересиран, али кога родителот ќе го донеси, тоа не е волја на детето. Да, не Тоа сака е сам. волја на родителот и тогаш имавме малку проблем со тој случај, со тоа дете, но се случи по неколку месеци детето да се јави самото да дојде. Значи, тоа си имаше и здравствени проблеми и заради тоа и го донесе родителите и кога дојде по 2-3 месеци еден диалог со мене, значи сакат сепак пушачите сакаат да останат анонимни. Како и да е, тие сите овие едукации, сите разговори сакаат да останат анонимни. Значи ние не ги запишуваме со име и презиме, ги запишуваме да, али во комуникацијата си имаме бројче, си имаме одредено кој е тој пациент и тие не сакаат, например јас да кажам за некој си дојде во советувалиштето, па јас, значи тоа се скроз интимни разговори, многу того сакат да се ја кажат својата проблематика. Еве за крај уште еден апел од вас до сите родители, до сите деца пушачи, но еве и повозрастните. Па што да ви кажам, од мене е тоа. Едукацијата е многу битна. Фактите мора да се знаат. Прво ние во советувалиштето сакаме да им кажеме кои се штетните дејства, кои се последиците и кое е позитивно ако тие се одвикнат од пушењето. Значи, може слободно да дојдат, да се јават по телефон, имаме ние во заводот телефон, да се консултираме кога им одговара, консултации, работа и сакав уште да кажам, околу 1 до 2 месеци се најкритични во одвикнувањето, значи тој период е најкритичен, а потоа постепено и самите ќе се увидат дека не е толку тешко да се одвикнат од пушењето. Само да имат желба. Да имат желба, тоа е стварно зависност голема, али ако се има желба, може да се одвикне. Јас стојам за тоа.